Убаво утро во последното вклучување на лице место ве поздравуваме од Земјоделскиот факултет, односно факултетот за земјоделски науки и храна Скопје. Ово утро се наоѓаме овде со цел да ја најавиме конференцијата со панел дискусија на тема дигитализација во земјоделството, предизвици и можности за македонскиот прехранбен сектор. Нешто повеќе околу оваа интересна конференција ово утро заедно со мене е продеканот на овој факултет, господја Ивана Јаневска Стаменковска. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Добро утро и навистина ми е драго што телевизија Телма во својата утренска емисија посветува внимание на овој како значајно прашање за развојот на македонскиот земјоделско прехранбен сектор. Добре ни дојдовте. Благодариме што не пречекавте овде убаво да разговараме на една убава, значајна тема. Од каде самата иницијатива, односно од каде самиот потик за една ваква конференција на овој факултет? Знаете како ова е еден процес кој што трае веќе подолго време, следејќи ги современите текови кои што се случуваат глобално во целиот свет, во Европската унија, во регионот, секако не стигнуваат и нас, а тоа е развојот на новите технологии, на новите дигитални технологии, а нашиот земјоделско прехранбен сектор секако дека мора да биде во тек со овие технологии. Имено изминатиот период, како што велам, веќе повеќе од 2 години, факултетот во соработка со уште неколку единици од Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, поточно со факултетите Финки, ФЕИТ и Машинскиот факултет, работеше интензивно на креирање на една интердисциплинарна студиска програма по дигитално земјоделство, која што можам да кажам дека за прв пат се креира на нашиот универзитет програма од ваков карактер и која што можеби е не само во нашата земја, туку за прв пат во регионот се креира студиска програма на прв цикл студии за дигитално земјоделство. Зошто дигитализацијата е неопходна? Тоа ќе го зборуваме и денеска на самата конференција. Имено дигитализацијата била присутна во нашата земја, била присутна во македонското земјоделство уште можеби пред едно 20-30 години, во тоа време, во тие големи системи за храна, во индустриите, но сепак некако развојот на технологијата не одел паралелно со трансферот на знаење кон индивидуалните земјоделци кои што доминираат во македонскиот земјоделски сектор. И сега се јавува една насушна потреба од градење на капацитетите на тие млади земјоделци да се стекнат со вештини и знаења кои што ќе можат да ги применуваат, особено во делот на внесување на иновации, внесување на дигитални технологии во секторот, а се со цел да се обезбеди пред се поголема конкурентност на македонското земјоделство, да се обезбеди поголема продуктивност, поефикасно искористување на расположливите ресурси и секако заштита на животната средина. Студиската програма е веќе во незина финална фаза, односно можам да најавам дека од академската 2024-2025 година, што значи следната учебна година, ја очекуваме првата генерација на студенти на студиската програма по дигитално земјоделство на Факултетот за земјоделски науки и храна, а паралелно и на останатите факултети Финки, ФЕИТ и Машинскиот факултет на нашиот универзитет. Накратко е еден потек, можеби некои не гледаат матуранти кои што сакаат да учат на овој факултет, зошто да ја одберат оваа студиска програма и дали може да се каже дека е подобро од другите? Видете вака, значи, за да пристапиме кон креирање на една ваква студиска програма, факултетот со своите соработници, секако дека имаше еден сеопфатен пристап, што значи дека прво направивме една анализа на состојбите во секторот. Во голема мера се исконсултира, се спроведоа анкетни истражувања со стопанството, со бизнис заедницата и секако на крајот се праша и мислењето, односно да го слушнеме и гласот на младите. И сега, земајќи ги предвид одговорите од сите овие чинители практично во секторот, се согледуваат потребите на стопанството, кои што се итекако силно изразени во делот на потребен кадар, кој што ќе има капацитети да спроведува дигитални решенија со цел унапредување на нивното земјоделско производство. Од друга страна пак младите
знаеме дека живеат и растат во една ера на дигитализација. Дигитализацијата е присутна насекаде околу нас, така да и тие самите имаат потреба од одредени новини, односно стекнување на некои дополнителни дигитални вештини во своето образование. Така да мислам дека студентите кои што ќе студираат на оваа студиска програма навистина имаат плејада на можности по завршувањето на своите студии да го имплементираат своето знаење во секторот. И уште една, извинете, многу важна работа. Ние кога зборуваме за дигитализација, не зборуваме само за дигитализација на производствените процеси, значи во самото производство, туку зборуваме и за дигитализација на услугите, за дигитализација на институциите, така да сметам дека можностите за вработување секако се големи и во секторот, конкретно во стопанството, но и во институциите. Пред самиот крај ќе ве прашаме и со оглед на тоа дека заврши на пријавување за учество на оваа конференција која што започнува денес околу 10 часот и 30 минути, ако не се лажам. Колку имаме пријавени, кои се ќе учествува? Дали можеби некои заинтересирани матуранти кои што сакаат овде да го продолжат своето образование? Да, оваа конференција е практично можеби прва од овој карактер на нашиот факултет, а за панел дискусијата би рекла дека е втора панел дискусија која што факултетот ја организира на тема дигитализација во земјоделството. Секако како вакви, значи и конференцијата и панел дискусијата имаат за цел да ги поврзат токму сите чинители во секторот и токму поради тоа учесници на самата конференција ќе има представници од бизнис заедницата, од стопанствата, оние кои што директно се инволвирани во секторот земјоделство, представници од бизнис заедницата која што нуди дигитални решенија, значи тие да ги наречам повеќе IT компании. Тука ќе бидат присутни секако значи представници од институции, но многу важно и средните училишта, матурантите и ученици кои што еве сега се наоѓаат во една фаза кога треба да одлучат за својата идна кариера. Со тоа очекуваме некоја бројка околу 150 учесници на самата конференција, која што навистина треба да отвори еден диалог помеѓу сите засегнати страни и да ги слушнеме можностите и предизвиците во делот на дигитализацијата во земјоделството. Благодарам многу за овој преубав разговор што напречекавте овде утрина. Ви благодарам навистина уште еднаш за вашиот интерес, за вниманието и секогаш нашиот факултет е отворен за адресирање на значајни прашања се со цел унапредување на македонскиот земјоделско-прехранбен сектор. Благодарам уште еднаш. Освен нашиот интерес, се надевам дека го пробудевме интересот и кај вас и уште еднаш да подсетиме дека нова студиска програма ќе се воведува на Земјоделскиот факултет во Скопје, односно нова студиска програма насловена дигитализација во земјоделството, нови предизвици и можности во земјоделско-македонско прехранбениот сектор.